Пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19 не успеа да го попречи континуитетот на одржувањето на традиционалниот саем на книга. Со таа разлика што оваа година саемот на книга се одржува на отворено во рамки на комплексот Борис Трајковски. Денеска е последниот ден од одржувањето на саемот на книга кој што започна на 8 септември. Она што можеме да го забележиме е навистина значителна раздвиженост. Со оглед на тоа во каков ризик влеговме во целата оваа приказна, навистина сме пријатно изненадени од посетеноста. Морам да потенцирам дека сите достојно си ги следеа правилата и прописите за заштита од COVID-19 и посетеноста беше навистина задоволувачка. Ова не може и неблагородно е да се споредува со минатите години, но со оглед на сите оние дополнителни причинители, ова е навистина според мене сосем задоволително саемско издание. Што најмногу ги интересира љубителите на книгата? Што најмногу се купува? И според нашите очекувања, а и ова излезе вака и на виделина, навистина најмногу се бараат и се читаат трилерите во нашата земја, после тоа следат љубовните романси и другото како се одреди доследно по категории, но трилерите се убедливо најпродавани и очигледно заради тој сите издавачи повеќе веќе се свртеа кон издавање на крими, мистерии и таква литература. Морам да кажам дека сме пријатно изненадени од интересот на граѓаните, на читателската публика, значи од Македонија, кои што доста масовно дојдоа во посета на саемот. Конкретно сега би кажала за Магор. Значи, отприлике како другите години, така и оваа година беше, со тоа да некои од поголемите издавачи не се присутни овдека на овој саем. Во Магор најмногу се продаваат класичните книги од звездите на светската книжевност, јас би и од едицијата Нобеловци. Потоа се продаваат детските книгички, еве јас би ги покажала две нови детски книгички, тоа се една преводна од Израел и втората е Како ги дресираме мама и тато. Можда интересни за деца. Освен ова, најмногу кај нас имавме интерес за книгите за историјата на Македонија.